Значи, она што паѓа во очи конкретно за оваа предлог програма, ја имате на страна 16, чинам, има една забелешка каде што пишува дека и во случај да нема снег, ќе си се наплаќа, значи, услугата. И тоа се некои си 40 милиони таму. Конкретно се спомнува 4,8 работни часа за механизација, 24 часа за работна сила, значи на луѓе. Спрема кој стандард отприлике е тоа издвоено како некоја си паушално би рекол ставка и зошто би се плаќало кога веќе нема услуга. Друга работа што тука паѓа во очи е дека се наведува дека ќе се користи механизација надвор од онаа што има град Скопје. Фрапантно ми е што за градот 600.000 жители и 2,6 милиони квадратни метри улици имаме само еден грейдер кој што пишува таму дека е и по потреба. Целата механизација генерално не ги задоволува тие услови што би требало да постојат. Понатаму по кој стандард е направено пресметкава колку сол е потребно во зимски услови се користи. Овие 5025 тони чинам не би стигнале ни за пола сезона некаде. Поточно нас во Скопје, за ако ги пресметаме овие, значи, по сите европски параметри, значи постои европски стандард за ова, кој што бара три начини. Има едното е превентивно. Добро, во ред, значи тогаш окей, исправен стојам во тој случај за ова. Меѓутоа сметам дека би требало да планираме уште сега, иако се работи само за предлог програма од ребаланс, веќе и за цела зима да ги набавиме сите потребни средства. Меѓутоа најалармантниот момент ми е токму она, ќе се наплаќа и без да има дадена услуга.